Добре дојдовте во најновото издание на вашиот омилен ТВ магазин Урбан Блок. Како и секогаш, така и овој пат ние се потрудивме околу денешниот избор на содржини, а што поточно подготвивме за вас овој пат дознавате од краткиот преглед на денешното издание. Во новиот Урбан Блок зборуваме за регенерација на срцето и останатите органи. Ве носиме во Помпеја и ви помагаме да се справите со здодевните алергии. Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан Блок. Една од најактуелните теми во моментов е темата за регенерација. Но оваа тема нешто повеќе ви откриваме во следните неколку минути низ едукативен разговор со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика Ревит. Еве што велат тие. Кога станува збор за нашето општо здравје и здравието на органите во нашето тело, една од најважните способности на истите е да се регенерираат и обновуваат, со цел да можат повторно да служат за извршување на нивните основни функции. Сепак, не очекуваме тие самостојно да го прават тоа, а наша задача е да ја поттикнеме регенерацијата. За ова поконкретно со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. Доста интересна тема, поготово последниве десетина години, односно со развој на технологијата, се наметнува и таа тема, односно се работи многу на таа тема. Биоинформатика, применета биоинформатика, имаме одлични резултати. Ќе поразговарате после со Татјана и со доктор Ана на таа тема. Ја може само на кратко општо да ви пообјаснам или појаснам околу да демистифицираме малце таа тема регенерација. Система за регенерација го има секој човек, односно секој живо суштество. Каде ќе се активира и како ќе се активира зависи и од самиот организам, оние природни механизми на регенерација, пример кога ќе се исече некој или кога ќе се повреди, самото тело го регенерира. Сега доколку другиот дел на регенерација му треба малку насоки давање. Што значи тоа? Со применета биоинформатика, со текот на времето како што поминува, имаме уште поголем и поголем не само увид во тоа што се случува во организмот, туку и можност да тој систем за регенерација го насочиме или посочиме тамо каде што треба да изврши за нас одредена цел. Така да можностите што сега ги имаме се стварно феноменални, но во иднина има уште поголеми резултати. Еве дури работиме сега во последниве неколку години на регенерација на екстремитети, значи збориме кога комплетно е отстрането ткивото или екстремитетот. До сега можеме да стимулираме регенерација само кај што веќе постои органот и е делумно оштетен. Така да гледаме дека има одличен напредок и на таа тема и во иднина мислам дека ќе успееме и во тоа. Така да системот за регенерација е нешто магично, нешто феноменално што ние го имаме, односно мислам дека основата на излекувањето и лекувањето на нашиот организам. Така да може Татјана да ви покаже или објасни некои случаи што се вака интересни, кои што гласат за неизлечиви или за органи кои што не можат да се регенерираат, а и така како можат. Самата регенерација веќе во последните научни истражувања во светот точно се утврдува дека од стем клетки, од клетки на кожа, може да се диференцираат и да се развијат нервни клетки, клетки на мозок. Значи тоа е веќе тоа е тоа што сакам да кажам, да се посочат или насочат тој систем во кој прави во лабораторија се прави со контролирање на околината во која што се става да растат тие стем клетки. Веќе успешно се прави ова во многу институти во светот. Сега, ние малку повеќе ја поедноставивме работата. Зошто? Затоа што наместо да се диференцираат тие стем клетки и да се расте тоа ткиво надвор од нашето тело, ние многу едноставно му ја даваме таа инструкција на тие стем клетки што секојдневно се формираат во нашето тело, само им даваме точен како да кажам, правец, насока во кој орган да се развијат, во кој орган да се диференцираат. Самото тело веќе си има еден блупринт, тоа што значи точно како изгледа еден нацрт, како изгледа еден орган, така да точно знае и како да ја надокнади тој дел, тоа место каде што веќе има дегенеративен процес и каде што фали дел од органот.
Да, ДНК-та е во основа нацрт планот или оној блупринт, нели, за тоа како треба еден организам да изгледа. Исто да речеме пример да земеме од градежништво, нели, пред да градиме некаква куќа или зграда, ние мора тоа сето да го нацртаме, осмислиме и после тоа, нели, со текот на време, материјали, нели, употребена енергија, се формира тој објект. Така да аналогијата е слична или иста, да речеме. Самиот процес на регенерација може да кажам дека е можеби едно од најважните достигнувања што ги имаме кај нас во нашата клиника. Да, затоа тоа е основата устори од која што се лекува. Точно, затоа што 90% од заболувањата реално доколку го регенерираш органот, го вратиш така како што бил претходно, пред да настане тоа оштетување, апсолутно самото заболување или симптомот кој што го има некој човек ќе го снема. Така е. И тоа отвара врата за, нели, решенија за многу проблеми. Така, се даваат насоки, пример на конкретен орган кој што сакаме да го третираме, кој што е заболен, како самиот орган да ја постигне таа регенерација. А потоа, нели, тука доаѓа во втор план, односно паралелно исхрана, витамини, минерали, нели, сето тоа што е потребно, одмор, нели, фактор време, за тој организам, односно орган во случајот што го земавме како пример, да се регенерира. Затоа можеби од таа причина кај нас доаѓаат и доста луѓе кои што имаат здравствен проблем, за кои што немале никаква помош, ниту терапија, ниту одговор од, нели, стандардна медицина и фармација што би можеле да направат на таа тема. Значи, генерално кај нив повторно, ако делуваме со активирање на процесот на регенерација на тој орган, кај многу неизлечиви заболувања всушност имаме постигнато комплетно излекување. Да, целта е во основа, нели, поставената цел за X години од денеска, 10, 50, 100, не се знае, е да во основа се користи 10% хемиска супстанца, да не речеме, нели, фармација, народски кажано, 10% хируршка интервенција и 80% од заболувањата да се третираат со регенерација. Нели, нормално, ургентна медицина кај што има конкретна повреда, нели, или секотина, тогаш мора да се употреби, нели, хирургија. Збориме, нели, за оние така наречени денеска што ги нарекуваме хронични заболувања. Еве една од најважните, нели, кај нас системи на кој што е од витално значење, односно број еден причина од која што и ден денес луѓето умираат, е заболувањата на кардиоваскуларниот систем, поточно срцев удар, првично, или срцева слабост. Што правиме ние кога веќе имаме и доста пациенти кои што имаат многу намалена функција на срце? Ете, ни доаѓале и со 23% функција на срце, 27, 29%, што е доста малку. Некои од нив веќе биле, нели, на тој список за трансплантација на срце. Многу ни е драго што сме успеале на тие луѓе да им помогнеме поточно да им се спаси животот. Со самите терапии и инструкции за регенерација на срцето, самиот срцев мускул се враќа во нормална функција, таму каде што имаме дилатација на предкомората или на комората, и тоа успева да се врати во нормала. Редовно одат на контроли, сега имаат функции по 55%, 59%, значи функционираат апсолутно нормално. Тоа бара и одржување од време на време и контроли, меѓутоа вистина нема нешто побаво тоа да му помогнеш на некого да го вратиш и регенерираш органот од кој што му зависи животот. Последниот период, односно зимава, крајов на зимава, имаше една вироза која што доста делуваше на не само горен респираторен тракт, туку и на воспаление конкретно на ушите. Многу луѓе се здобија дури со перфорација на ушното тапанче. И тоа е интересно што може да се отвори како тема, да се каже дека успеавме кај доста од нив што се дојдени овде, како што имаат посериозни или потешки остретувања, да го регенерираме, да го вратиме слухот назад. Па речиси кај сите успеавме да направиме регенерација на ушното тапанче. Прво, многу од нив беа деца, кај нив, нели, нормално и се очекува дека ќе има таков резултат и многу побрзо се одвиваше тој процес. Меѓутоа имаме и возрастни пациенти кај кои што реално имало оштетување на целото тапанче, малтене да физички речиси голем дел го нема, и кај нив сме успеале да направиме регенерација и повторно да им се врати слухот. Тие пациенти, замислете, имаат и толку непријатно зуење, тинитус, кое што понатаму толку го тежнува начинот на функционирање и живење, не е само слухот во прашање. Така да исто е многу благородно да на нив им овозможиме да живеат и да функционираат нормално.
Многумина од нас, за жал, се почесто во овој период од годината се среќаваат со проблемот наречен алергија. А како со јога да си помогнете против оваа состојба, дознавате во продолжение. Појдовна точка за справување со алергиите се синусите. Тие ни служат како филтри кои го прочистуваат воздухот, спречувајќи се што може да им наштети да влезе во белите дробови. Како и секој филтер, така и овој треба да се исчисти, бидејќи во спротивно доаѓа до таложење на нечистоти што резултира со алергии. Јогата обезбедува нежен, природен начин за поддршка на имунитетот на дневна основа. Без разлика колку е хаотичен вашиот распоред, вежбањето јога истовремено ги зајакнува белите дробови и респираторниот тракт, стимулирајќи го лимфниот систем да ги исфрли токсините од телото и да донесе крв богата со кислород до сите органи. Освен што се здодевни и често не спречуваат да уживаме во природата, алергиите можат да влијаат на спиењето, концентрацијата, продуктивноста и да предизвикаат лошо расположение. Во борбата против алергиите најчесто се користат разни антихисматици и стероидни спрејови за нос, но многу помага и холистичкиот пристап. Како една од добрите животни навики, јогата може да придонесе за зајакнување на имунолошкиот систем. Алергијата на полен обично започнува во март и трае до крајот на октомври. Поленската треска или алергенскиот ринитис е најчеста форма на алергија која ја има секој десети. Типични симптоми предизвикани од полен од дрво и трева се чешење на солзени очи, кивање и течење на носот. Најдобрата превенција од алергиска реакција е да се избегне она што ја предизвикува. Луѓето кои живеат во градовите се повеќе изложени на стрес, издувни гасови и климатизирани простории и се поподложни на алергиски болести од другите. Јогата му помага на имунолошкиот систем да се бори со секојдневните стресни ситуации, го зајакнува респираторниот систем, ја подобрува целокупната здравствена состојба и отпорноста на респираторни инфекции. Редовното практикување на јога не прави порелаксирани и учиме да ги контролираме емоциите и стресот. Знаете ли дека пред 100 години зборот алергија не постоел? Денес, според истражувањата на британските научници, бројот на луѓе кои страдаат од различни форми на алергија е зголемен за 7 пати во споредба со статистиката од 1990 година. Професионално дефинирано, алергијата е несоодветен одговор на нашиот имунолошки систем на алергени. За поедноставно објаснување да ја искористиме таа антологиска изјава на еден фудбалски тренер. Најтешкото нешто што се создава е интелигентен шпиц, а најлесниот е дефанзивецот. Треба само да се научи да се менува страната на полувремето, а не да ја победува својата. Во одредени околности, за жал, имунолошкиот систем на човекот се претвара во бранител кој престанува да разликува кој треба да биде штитен, а кој да биде тепан. Па ги препознава целосно безопасните нешта од околината како непријатели и на тој начин стануваме алергични на полен, мачки, грини, кикерики, јајца, инсекти, лекови. И практиката и науката признаваат дека јогата може да ги ублажи, па дури и да ги елиминира некои алергиски поплаки во одредени случаи. Против алергиите се разбира нема магични вежби, но докажано е, например, дека јогиските правила за здрава исхрана и вежбите за совршена функција на дигестивниот систем директно влијаат на здрава микрофлора на цревата. А познато е дека здравата микрофлора го зајакнува имунолошкиот систем. Сесиите за релаксација на јога го намалуваат стресот, кој многу често е тригер фактор на алергиски тегоби. Јогиските техники на смирено и длабоко дишење, кои по правило исто така резултираат по општо чувство на смиреност, представуваат извонредна превенција од различни форми на респираторни проблеми кај алергичари. Во последно време, на многу медицински портали овие вежби особено се препарачуваат за децата, каде е важно да се работи на техниката на дишење, но и на зајакнување на мускулатурата која учествува во дишењето. Сите лекари советуваат редовно вежбање како превентивна мерка против алергии, пиење доволно течности и повремена детоксикација на телото. А сето тоа се закони кои јогиската здравствена наука ги знае веќе 5000 години, па затоа ве советуваме да не чекате повеќе. Доколку се уште не сте одлучиле каде би можеле да отпатувате во доцна пролет, нашата денешна предлог дестинација е одлична идеја за вас. Каде овој пат ние ве водиме, дознавате од кратката видеопрошетка која следува во продолжение. Помпеја е град кој се наоѓа на брегот во близина на реката Сарно, во близина на Неапол, во италијанската провинција Кампанија.
и на пресекот на патиштата до морското пристаниште. Изграден е на вулканска карпа која се издига на 30 метри над морето. Бидејќи е целосно без изворна вода, животот бил тежок, но поради неговата стратешка положба што дозволува контрола на плодна рамнина зад градот и морски залив под градот, била атрактивна локација за многу народи. Градот е најпознат како римски град кој бил уништен со ерупцијата на Везув на 24 август 79 година од нашата ера. Помпеја била закопана под слојот пепел 1600 години пред случајно да биде откриена. Современиот град е основан во долината Помпеја во 1875 година со мала населба од 300 жители, која денес има околу 25.000 жители. Главниот и пешачки плоштад во Помпеја и срцето на градскиот живот е долг 142 метри и широк 38 метри, а од него водат главните улици. Тој бил врамен со колонада од дорски и ионски столбови од 3 страни, додека од четвртата бил храмот на Јупитер, подоцна Капитолиум, храм посветен на римското тројство – Јупитер, Јунона и Минерва. Зградата на свештеничката на Венера, Евмахија, која се занимавала со императорот Тибери, е една од најпознатите знаменитости кои морате да ги посетите доколку патувате тука. Оваа зграда е всушност седиште на незината богата трговска корпорација и фабрика за облека. Сместена во близина на Неапол во Италија, Помпеја е огромен археолошки локалитет кој дава увид во животот на луѓето за време на античко римско време. Без разлика дали планирате да одвоите еден ден или повеќе, истражувањето на секоја педа од Помпеја може да се каже како Херкулесова задача. Со оглед на тоа што е распространет на речиси 5 квадратни милји, треба да се подготвите однапред со одлучување за областите што би сакале да ги посетите. Од посета на најстариот преживеан римски амфитеатар до разгледување на античките бордели и бањи, има многу што да се прави во Помпеја. Посетете го амфитеатарот. Тој е најстариот преживеан римски амфитеатар досега. Популарен простор за жителите во Помпеја, амфитеатарот некогаш имал неверојатни 20.000 луѓе. Со оглед на тоа што горниот дел се уште е недопрен, можете да седнете и да транспортирате назад во времето. Сместен на крајниот дел на Помпеја, има помал број туристи кои го посетуваат амфитеатарот, особено наутро или доцна попладне, давајќи и на арената морничаво чувство. Истражете ги борделите во Помпеја. Градот Рим беше просперитетно место за богатите, со луксузни уживања како куќите на задоволство. Иако жителите на Помпеја ги прикажа овие бордели како еротско уживање, реалноста е прилично трагична. Многу од работниците биле робови кои работеле во мали келии. Навистина има скршено минато поврзано со него, но овие структури се уште вреди да се истражат. Овие бордели се прекрасно сочувани, со уметност насликана над зидовите, прикажувајќи ги услугите обезбедени за историската заедница. Восхитувајте се на вилата на Мистерии. Римската вила на Мистерии е добро сочуван рурален римски имот, познат по своите шарени фрески и сложени мозаици. Најпознати од нив се оние во соба 5, за кој се верува дека го прикажува иницијацијата на невестата во грчко-римски култ. Датира од 2 век пред нашата ера. Неговата важност го достигнува својот зенит во време на августенската ера. Поразорниот земјотрес во 62-та година од нашата ера, таа паднала во распаѓање и била претворена во фарма посветена на главното производство на трговија на вино. Во 1909 и 1910 година, Джузепе Спано извршил археолошко ископување кое е открило оваа скриена вила. За чудо избегна значителна штета од ерупцијата на Везув, со низините ѕидови, тавани, а особено фреските кои се уште стојат, денес за сите нас да ги видиме. Познат по својата богата историја и археолошките локалитети, Помпеја служи и како влез на некој од најубавите плажи во земјата. Лидо Лос Коглио е тивка плажа, позната по своето кристално чисто море, кое е дом на различни видови риби. Незината добро одржувана околина и чистота дополнително ја зголемуваат незината привлечност. Спагија Либерта е живописна плажа позната по своите прекрасни пејсажи и уникатниот Карпес пејсаж. И покрај убавината и близината до центарот на градот, плажата не е пренатрупана, што ја прави релаксирачко место за посета. Обезбедува низа удобности, вклучително и платени лежалки за посетителите. Роса де Венти е позната по своите природни убавини и панорамски поглед на планината.
Таа нуди низа удобности и рекреативни активности, што го прави соодветно место за семејни излети и групни активности. Па доколку досега не сте имале на ум да отпатувате на ова прекрасно место, сигурни сме дека сега по оваа видео прошетка ја ставивте Помпеја на вашата листа на патувачки дестинации. Со ова завршува нашето денешно 30-минутно дружење, но доколку не пропуштивте или пак можеби сакате да се потсетите на нешто, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Ние се гледаме повторно следната недела, а до тогаш не заборавајте да бидете урбани.